Почитувани, се наоѓаме во домот на господинот шериф Радиновски. Сигурно го препознавате, нашиот колумнист на Дубај Портал и се разбира претседател на Румелија Торбешко културно-научниот центар. Повод за овој наш краток разговор, овој пат е ние пред 2 дена така забележавме нешто на Facebook профилот и групата на Румелија, едно известување со кое што поканувате и објавувате дека и ова година, како и претходната, сте поканети во името на АОПЗ да учествувате на една манифестација насловена како Македонија нашиот дом. Се разбира, на ова манифестација вие ги представувате торбешите како етничка заедница во Македонија. Сега накратко би се задржал да ни објасните најпрво што представува АОПЗ, а што е всушност, како изгледа манифестацијата, ова манифестација Македонија нашиот дом. Повелете. Благодарам, Исо. Најпрво да ви посакам добре дојдовте во мојот дом, да ги поздравам и да ги поселевам сите торбеши и сите граѓани на Македонија. Што се однесува до вашето прашање, морам да ви дадам еден краток вовед по прашањето што представува АОПЗ. АОПЗ е кратеница која значи Агенција за остварување на правата на малцинствата. Станува збор за владина агенција која што се занимава со проблемите, правата и културата, би рекол, на малцинствата, со посебен акцент на оние малцинства кои се под 20%, што значи исклучувајќи ги македонците и албанците како две најголеми малцинства во Македонија. Таа агенција постои скоро 4 месечини години, така нешто. Во рамките на таа агенција постои така наречен партиципативен форум, во кој што Румелија преку мене како член и преку нашата Белма Хаджикамбер како заменик член учествувам во работата на тој форум. Од пред една година, ланска година, за прв пат беше организиран еден културен настан наречен Македонија наш дом, каде што со својата култура се представија 13 етнички заедници од Република Македонија. Годинава да не откриваме, сигурно ве прекинам. Со што бевте представени на изминатата година? Значи, ги представуваше торбешите буквално? Да, минатата година бевме представени со фолклорна група од Лабуништа и девојчиња од Подгорци, кој што изведува една песма на ученичка од Лабуништа Руждија Фератовска и наши девојчиња ја придружуваа со играње на оро, меѓутоа облечени, веројатно имате прилика да го видите, во една прекрасна торбешка носија. Морам да кажам, пред неколку дена имавме заден состанок на форумот во Скопје и имаше точки презентација на активностите на здруженијата кои ги засарпуваат малцинските заедници во Македонија. Морам да се пофалам дека од сите што го гледаат онешто беа чудо невидени и одушевени од таа, како рекоа, прекрасна носија. Многу од нив ми рекоа дека ваква народна носија до сега во живот не сум видела нешто поубаво. Тоа е таа наша култура, за која, за жал, малку сме свесни и малку ја чуваме. На 11, значи, како што рекуваме пред малку, повторно сте поканети на учество на оваа манифестација. Сега, со што овој пат ќе се представите на оваа манифестација? Да, само пред тоа да ви дополнам, заборавив, покрај настапот на девојчињата од Лагуништа бевме представени со уште една точка, еден настап на културно-уметничко друштво од Дебар, Радика Д, наш стар соработник и партнер со кој бевме и во Бугарија на 2 настапи. Исто и тие беа учесници во ланската манифестација со една точка која го опишува нашиот менталитет, односно нашата традиција. Станува збор за торбешка свадба, изведување на ритуал бричење на зетот. А годинава ти настапиме малку поскромно би рекол, да не се повторуваме. Годинава е во план таму да не представи нашиот, јас би рекол, надежен и перспективен пејач од Подгорци, Фуват Исаковски, кој со својот оркестар ќе настапи со 2 или 3 песми во зависност од времето. Времето е кратко, 7, 8 до 10 минути и така натаму. Значи ќе се представиме со 2 или 3 изворни торбешки песни од нашиот крај. Сега за крај би сакал само уште едно прашање, може би малку надвор од ова наша тема за овој наш разговор.
како е денес Румелија, како функционира моментално сега, пошто имаше одредни, видовме што се случуваше со рейсот, па информациите, македонци, муслимани, торбеши, тие работи, и малце повеќе се запознати околу тоа. Едно кратко видување на ова ситуација моментално сега и каде Румелија, како моментално сега се наоѓа во овој простор. За жал, тука не можеме да се пофалиме. Прво, државата ни е таква која што ни е, на многу ниско ниво. Второ, власта ни е таква која што ни е, особено кон торбешите, асимилаторска. Трето, самите торбеши се во една билико летаргична состојба, несвесни за опасностите и ситуацијата која ни се случува и која допрва ќе се развива. Во таа смисла, вие добро знаете и партијата за Европска еднина, па и Румелија, како некои репрезенти на торбешката популација во Македонија, се во една незавидна ситуација, што од политички, што од финансиски аспект и така натаму. Меѓутоа, ние во Румелија, јас особено се борам колку можам и мислам дека најголемата наша шанса да се афирмираме пред македонската, балканската, па и пошироката јавност со културата. Сметам дека културата е најголемо оружје. Политиката е битна карика во општеството и многу други работи, меѓутоа тие се променливи и уништиви категории, билеку. За разлика од тоа, културата е нешто што е неуништиво, што е нешто што има голема традиција и покрај денешниве превирања со глобализацијата и многу други процеси во светов кои што по дефолт се непријатели во наводници на културата, и покрај тие работи ние се уште имаме на култура и со гордост сакаме да ја представиме и на македонската, и на балканската, и на европската јавност. Се гордееме со таа култура, тоа е наше културно богатство и тука сме најаки. Почитувани, тука некаде ние на кратко го завршуваме овој разговор со господинот Ерадиновски. Се разбира, тема ни беше веќе овогодинешното учество на манифестацијата Македонија во нашиот дом во Скопје, кој ќе се одржи на 11 декември. Во положение, мислам, после нашиот разговор ќе имаме можност да проследиме и сети видеозаписи од минатогодишното учество на Румелија. И се разбира, после 11 имаме уште еден краток разговор и тогаш ќе ви презентираме и како Румелија, торбешко културно-научниот центар кој ги застапува торбешите и торбешката етничка заедница, како всушност беше представена на ова манифестација. Јас уште еднаш, господин Шериф, ви благодарам и иншалла што викаат, ќе се гледаме и почеток за овакви работи. Па пред да ви се заблагодарам и јас, ево, уште еднаш јас ве поканав вас како Дубај Портал и тебе лично, да бидете присутни на таа манифестација и како гости и како сниматели, од која верувам ќе успеете да направите една добра репортажа, не само од торбешката заедница, него од сите други кои ќе бидат таму присутни. И се надевам дека ќе се видиме во Скопје и од тоа ќе произлезе една добра репортажа, а воедно би сакал да ги поканам и сите ваши гледачи, и сите торбеши, и сите граѓани на Македонија да бидат гости на таа манифестација. Ви гарантирам дека ќе поминат добри 2 часа забава и култура, ви реков. Чест и задоволството да го отвора тоа наше вечерашно дружење, ова премиерна манифестација од овој тип, им припадна на фолклорната секција при основното училиште Мурат Лабуништа од село Лабуништа, со солистката Руждија Фератовска, која е, иако толку мала, автор на песната, а во продолжение културно-уметничкото друштво Радикал Дебар ќе го изведе ритуалот на бричање на зетот и со тоа ќе представат дел од торбешката култура во Република Македонија и нивните автентични свадбени обичаи.